Ако според статистиката, каснувањето од најпознатите змии и отровници е трагично за 80% од нелекуваните пациенти, отровот од оваа печурка убива дури 95% од луѓето, кои во себе ќе внесат само неколку грама од кој било нејзин дел. Процентот на смртност е речиси идентичен и доколку се јавите на лекар веднаш по појавата на првите симптоми. Смртоносната печурка ја има насекаде во Македонија. Најголем број од смртните случаи во нашава земја, настанати од јадење печурки, се препишуваат токму на овој вид. Аманита фалоидес, зелена аманита или пак некои ја нарекуваат зелена пупавка. Станува збор за една од најсмртоносните печурки на светот. Според статистиката, многу се поголеми шансите да се преживее каснување од кобра, отколку да се спасите ако изедете еден оброк од оваа печурка. За својствата на габите знаеле уште и старите народи. Припадниците на различните цивилизации од стариот свет ги употребувале не само за јадење, туку и за изведба на магиски ритуали поврзани со религиозни и други церемонии. Иако некои од нив се со микроскопски димензии, габите имаат големо значење во нашето секојдневие. Дел од квасните габи се одговорни за ферментација на пивото, а некои од нив се неопходни за подготовка на леп и на бели пецива. Од друга страна, габите се основни разградувачи на изумрените растенија во многу екосистеми. Но комплексната биологија на габите се проширува многу повеќе од ова вообичаено знаење за нив. Тие се неподвижно прицврстени за земјата и, за разлика од повеќето растенија, не содржат хлорофил. Тие се копнени организми, иако нивниот развој бара влага. Само најпримитивните од нив живеат во вода. Се работи за организми сосема поразлични од растенијата и животните. Значи, габите представуваат посебно царство на живи организми или царство на габите. Значи, сосема поинаков начин на екзистенција и адаптација кон животните услови. Габите се генерално микроорганизми. Значи, мал дел од нив се макроскопски видливи. Значи, видови кои ще се гледат со голи очи. Најголема група представуваат почвените габи.
други се паразити на животните или растенијата. Трети пак виреат на различни органски отпадоци. Речи си и да нема материја над која не би можеле да се развијат габи. Се разбира, при услови на соодветна топлина и на влага. Подземното тело им е изградено од нишки наречени хифи. Од нив се формира плодна мрежеста структура наречена мицелиум. Кај видовите со понизок степен на еволуција, мицелиумот е едноклеточен. Додека кај други, тој е силно разгранет и повеќе јадрен, како кај мувлата. Пигментираната клеточна обвивка е изградена од хитинска материја, а кај некои попримитивни видови од целулоза и од пектин. Слични на нив се печурките. Се разликуваат по тоа што, за разлика од габите, имаат малку поразлична морфологија. Формираат големи, лесно забележливи плодни тела, со форма на чадорче, поставено на добро развиена рачка. Она што всушност го гледаме кога шетаме низ шумите, се плодните тела на габите. Речи си кај сите нив, мицелиумот е повеќе годишен. Презимуваат во почва или на дрво и секоја година формираат плодни тела. Печурки се организми кои што се составени вообичаено од чадорче и од дршка и генерално живеат на разни субстрати, на разни подлоги, се делат на видови кои што на териколни, видови кои што растат на земја и лигниколни видови кои што се развиваат на дрво. Плодните тела им се разликуваат според формата, големината, бојата, градбата, конзистенцијата и трајноста. Се размножуваат со спори кои што се формираат во плодното тело, значи ова е плодно тело, и тоа обично во долниот дел под чапката, таму се формирани спорите. Тие спори отпаѓаат и летаат со струите на воздухот или се пренесуваат со кај некои видови со инсекти и така се распространуваат на големо растојание и од тие спори се формира под земјата или на дрвото една пајажинеста структура, како пајажина која се вика мицелиум. И од тој мицелиум, кога има поволни услови надвор, а поволни услови се обично на есен и на пролет, значи кога има благопријатна температура, кога ноќни температури се над 10 степени, се формираат овие плодни тела, кои што фактички треба да ја дадат идната генерација, да формираат спори и од нив да се формираат нови видови. Се случува често пати од еден мицелиум да се формираат повеќе плодни тела. И мицелиумот си живее, значи ние не може да кажеме дека печурки нема. Тие се под земјата. Тие екзистираат како мицелиум. Ако има поволни услови, се формираат плодни тела. Ако нема, таа се жива пак под земјата, меѓутоа не формирала ова година, чека поголем период. Наредната година може ќе формира, може не. Може после 5 години пак ќе се формира плодно тело. Во клетките на габите, како резервна материја, не се натрупува скроп, како кај растенијата, туку гликоген и масти, карактеристични за животните. Меѓу секундарните метаболити на габите, значајно место земаат микотоксините. Тоа се отровни соединенија кои можат да ги произведат голем број габи во текот на нивниот раст. По хемиска природа се различни и имаат помалку или повеќе специфично дејство врз вишите биолошки системи. Се одржат специфични токсини.
дури и токсини да ги добиват имињата според името на родот на габата. Значи во зелената пупувка, која се вика аманита фалоидес, имаме фалин, фалоидин, аманитин, боскарин. Така да токсичните компоненти се специфични за габите и ги има само кај габите. Посебно кај смртно отровните видови, некои од нив содржат повеќе токсини, така и да се делува со антидот на еден токсин, тогаш смртта е пак неизвестна, бидејќи после тука остануваат другите токсини. Така да едноставно на тој што конзумирал отровни печурки, додека не се пристапи во првиот момент кон чистење на желудникот и на цревата, понатаму кога токсините ќе се расорбираат во крвта, веќе касно се делува. Во Република Македонија, собирањето на габи има повеќе годишна традиција, но во последниве години значително е интензивирано како од рекреативен, така и од комерцијален карактер. Собирањето на габите како хоби е вистински раскош за влюбениците во природата. Но сепак не треба да се изостави фактот дека честопати се случуваат тешки труења со трагичен крај. Починаа таткото и синото од 8-членото семејство од тетово кое јадело отровни печурки. Семејството се затру откако јадело една од најотровните печурки во Македонија, Аманита вироса, која е слична на шампиньоните. Најчесто статистичките податоци се однесуваат на оние труења од потежок карактер, бидејќи полесните форми обично и не се пријавуваат. Според досегашните искуства, труењата најчесто се случуваат кога високоценетите габи се заменуваат со отровните. Например, шампиньоните многу лесно можат да се заменат со смртоносно отровниот вид Аманита фалоидес, односно зелената пупавка. Ова е најотровниот вид на печурка кај нас. Таа расте во листопадниш. Добро, некоја се наоѓа и во зимзелени, меѓутоа многу често во дабови, во букови шуми може да се најде. Може да се види дека од озгора бојата е зеленкаста, жолто-зелена, некогаш доаѓа и посветла, може дори и бела да биде. Секогаш овој вид е важно да се види дали има прстенче, а секогаш има прстенче во горниот дел на столпчето и секогаш ливчињата се бели. Бојата на ливчињата доаѓа од бојата на спорите, кои што се прозирни. Долниот дел има едно како чорапче и секогаш е задебелен. Труењето со оваа габа се нарекува фалоиден синдром. Познат е како еден од најсмртоносните синдроми предизвикани од токсините на габите. Латентниот период, односно времето кога отровот делува во организмот без болниот да почувствува никакви потешкотии, изнесува 10 до 24 часа. Неговото дејство се манифестира со оштетување на црниот дроб, зголемено ниво на амонијак во крвта, хепатична кома проследена со респираторна слабост, хеморагија и смрт за 4 до 7 дена. Што се однесува до отровните печурки, имаме два вида на отровни печурки и ние како клинички токсиколози така ги делиме. Првиот вид се отровни печурки кои што развиваат клиничка слика за кратко време, тоа е за 2 до 3 часа од конзумирањето и ние ги викаме тие печурки, отровни печурки со краток латентен период. Значи, се ова клиничка слика проследена со симптоми како што се гадење, повраќање, мачнина, болки во стомакот, проливи и се завршува на тоа. Обично тие стигнуваат кај нас, добиваат терапија и за ден-два се подобра состојбата и ние ги пуштаме дома. Меѓутоа, во втората група на отровни печурки спаѓаат печурките кои што даваат симптоми
после подолг временски период, кој што се движи меѓу 6 и 40 часа. Значи, колку е подолг временскиот период од конзумирањето до појавата на симптомите, толку и труењето е со потешка клиничка слика и има полоша прогноза. И ние тие ги викаме печурки со долг латентен период и обично тие се тие печурки кои што нас ни создаваат најголеми проблеми и кои што можат да доведат до тешка клиничка слика, до тешки последици и дури да бидат и смртоносни. А кој вид е внесен во организмот, не може точно да се знае, се додека не се направи анализа на желудечната содржина. Примероците се собираат во стерилни садови и треба да се испратат на анализа во миколошкото оделение. За да се одреди видот, се користат микроскопски и макроскопски реакции со одредени реагенси. Че макроскопските реакции се кога ќе се стави некој реагенс на самото плодно тело или на одредени делови од плодното тело, потоа се гледа дали има реакција со тој реагенс, дали ја минува бојата или не, во каква боја, додека пак микроскопските реакции што се прават на мало парче или многу мал пресак на дел од плодното тело, се ставаат на, тие ги викаме предметни стакленца, во одреден реагенс, значи најчесто користиме Мелзеров реагенс кој што содржи јод, калиум хидроксид, метиленско сино и друго. И потоа се става покровно стакленце и препаратот е спремен за да се микроскопира. Честопати, врз основа на симптомите, определувањето на печурката со која е затруен пациентот е невозможно. Тоа е така, бидејќи првичната клиничка слика кај труењата со печурки со долг латентен период е речиси идентична со клиничката слика што се јавува при труења и со други видови печурки, кои имаат краток латентен период. Токму затоа, токсиколозите апелираат за внимателност и деталност во објаснување на симптомите и на околностите што и претходеле на клиничката слика кај болниот. Обично во првата фаза ги имаме истите симптоми како што ги имаме и кај печурките кои што имаат краток латентен период. Обично почнуваат со стомачни потешкоти, со мачнина, со гадење, повраќање, болки во стомакот, проливи, губење на голема количина течност и сите последици што одат со тоа, губење на голема количина на електролити, че составен дел на ткивните течности и сите последици кои идат со тоа. И во оваа фаза може тие да бидат протолкувани многу погрешно дури и од искусни доктори, ако во случајот немаме доволно податоци добиено од самиот пациент или од неговото обкружување дека претходно се конзумирале печурки и може да се добие погрешна слика дека се работи за обично труење со храна или за некакво вирусно заболување или некакво друго бактериско заболување кое што дава слични симптоми и во тој случај може да се направи грешка, да се изгуби драгоцено време пред да се почне да се третира. Експертите објаснуваат дека дејството на отровот врз организмот се манифестира во две главни фази. Навлегување на токсичната супстанца во организмот и потоа нејзин влез во крвната циркулација. Таа е прва фаза, која ќе заврши, значи, иритацијата или надразнувањето на дигестивниот систем, претежно во делот на цревата и слузницата на цревата, кога отровот ќе помине таа бариера и влегува во крвта и во циркулација, тој завршува во црниот дроб. И тука настануваат оние тешки, дури и смртоносни оштетувања на витални органи,
кое што може да доведе и до смрт на пациентот. Иако организмот има своји механизми за заштита од надворешните и од внатрешните токсини, составот на отровот од опасните печурки делува мощне брзо и неповратно го уништува функционалното ткиво на така наречената телесна лабораторија. Првата бариера нели е црниот дроб. Црниот дроб е еден вид на лабораторија на организмот во која што се врши разградување на отровите кои што ние ги внесуваме или се врши нивна детоксикација. Меѓутоа, се работи за екстремно јаки отрови кои што ги содржат одредени типови на печурки, кои што доведуваат до оштетување на клетките кои што го градат црниот дроб. Со нивно оштетување комплетно се пореметува функцијата на црниот дроб и со тоа имаме последици и врз други органи. На прво место врз мозокот, со продукција на одредени отрови заради оштетување на црнодробните клетки, имаме пореметување функцијата на мозокот, имаме пореметување и на процесот на коагулација на крвта. Со пореметување на овие функции, а последователно и оштетување на функцијата на бубрезите, затоа што истиот отров многу неповолно делува и на бубрежното ткиво и на функцијата на бубрезите, добиваме една комплетна слика на, ние викаме, внатрешно труење на организмот. Сите оние отрови кои што требало да се разградат во црниот дроб, а го иритираат мозокот или ја засегаат мозочната функција, и сите оние отрови кои што треба бубрезите да ги елиминираат, остануваат во организмот. Со тоа настанува едно само труење на организмот, кое што често пати има многу тешки последици по здравјето, па и во одредени случаи по животот на пациентот. Навистина зачудувачки, но првиот впечаток е дека отровите од печурките имаат собствена интелигенција. Широката палета на отрови имаат собствени сектори на дејство. Најпрво едните ги оштетуваат телесните бариери, потоа други ги користат оштетувањата за побрзо и непречено влегување во циркулацијата. Тогаш, битката на организмот е скоро изгубена. Во типот аманита печурки има два отрова, аманитин и фалоидин. Тие двата различно делуваат. Едниот делува на ниво на цревата, значи во првата фаза, она што го објаснував претходно, едниот прво ја иритира слузокожата на тенкото црево и ги предизвикува оние симптоми на стомачни потешкоти, мачнини, гадења, повраќања, проливи и така натаму. И тоа е практички во првата фаза. Во втората фаза другиот отров, ресорбиран или повлечен во циркулацијата, завршува во црниот дроб и тој има афинитет кон црнодробните клетки. Во клиниката за токсикологија се уште го паметат последниот случај на труење, кога битката со отровната пупавка не успеа да ја добијат татко и син од тетово. Последниот случај кој што го има третирано Универзитетската клиника за токсикологија, тоа е едно пошироко семејство од тетово. Мислам дека 9 труења имавме, 9 члена од семејството, пошироко семејство, од кои едно детенце кое што заврши на педиатрија, а 8 од пациентите беа примени овдека и нас. И од приемот во наредните десетина дена овдека се одвиваше вистинска борба за спасување на тие 8 живота. Побаравме помош како во терапија, така и во стручни совети како да се справиме сега со овие труења, бидејќи се работеше за многу тешки труења, од кои што 4 случаја беа или 5 беа животно загрозени. Добивме одличен повратен одговор. Дури и од Националниот центар за третман на труење со печурки од Америка се јавија колегите од таму и ни дадоа многу корисни совети како во одредени фази на труењето и на третманот на пациентите, како
да постапиме. Добивме помош и во терапија од нашите пријателски информативни центри од Данска, од Шведска, од Швајцарија исто добивме помош. За жал, борбата со двајца пациенти ја изгубивме, ги изгубивме и двајцата пациенти. Се работеше практички за тие кои што ги собирале печурките и според наше мислење конзумирале поголема количина од останатите. И мислам дека тука беше и причината за тоа како заврши труењето, а и мислам дека прилично и време си имаше изгубено од конзумирањето до доаѓањето кај нас. А токму таа трка со времето е пресудна за исходот од борбата со опасните отрови. Експертите по токсикологија објаснуваат дека покрај навременото поставување на точна дијагноза и почеток со правилна терапија, исходот од труењето со печурки зависи и од некои други фактори. Според последните научни сознанија, се смета дека тежината и исходот може да зависат од количината на конзумирани печурки. Што е и логично. Колку поголема количина е конзумирана, толку поголема количина на отров е внесен во организмот. Латентниот период исто е многу битен. Значи, ако имаме латентен период од 6 часа и после 6 часа се појават одредени симптоми кои што ќе го алармираат пациентот и околината да побараат лекарска помош, тој побрзо ќе дојде, ќе добие стручна помош, ќе добие соодветна терапија и може да заврши поволно. Меѓутоа, ако латентниот период трае подолго време, значи подолго време му се дава на токсинот да си го оствари своето дејство во организмот кога е внесен, тогаш и клиничката слика е потешка, и третманот е отежнат, и исходот е многу неизвесен. Ако е максимален латентниот период, јас кажав, тој може да биде од 6 до 40 часа, ако е долг латентен период, кој е 40 часа, че во тие 40 часа знаете што све ќе направи токсинот? Ќе направи многу оштетување во организмот, посебно во црниот дроб, и сите оние пропратни појави што се јавуваат со оштетувањето на црниот дроб. Како еден од најважните фактори за развој на тешка клиничка слика и неизвесен исход од труењето, експертите го посочуваат несериозниот однос на луѓето кон појавата на првите предупредувачки сигнали испратени од страна на организмот. Знаете нашиот народ како? Да бе, јадев, се прејадов, стомакот сега ме боли, повраќам, имам пролив, ама ќе ми помине до сабајле. Фатална грешка. Секој што ќе јаде печурки и почувствува одредени симптоми кои што нели го вознемируваат, секако дека мачнина, гадење, повраќање, проливи, се апсолутна индикација веднаш да се побара стручна помош во најблиската медицинска установа. Каде и да сте во државата или во странство, веднаш да побарате лекарска помош, а тие после сите знаат како треба да се движи еден пациент, за кај кој што и треба да му кажете на докторот дека сте конзумирале печурки. Не е битно дали тие печурки сте ги изеле од некоја тегла или сами сте ги собирале или нешто слично. Посебно ако сами сте ги собирале, па макар и да сте најдобриот познавач на печурки. Јас од искуство да ви кажам, случаи што сме имале овде, што сме ги третирале, обично биле случаи на луѓе кои што многу добро ги познаваат печурките. И тие обично прават најголеми грешки. Заради климатските и географски карактеристики, тлото на Македонија е вистинска градина за габи. Во светот се регистрирани повеќе од 70.000, а кај нас досегар се регистрирани повеќе од 2.000 вида. 100 од нив се отровни, а околу 20 видови се смртоносни за човекот.
Па ние во миколошката лабораторија имаме регистрирано околу 2500 видови. Значи, очекувани видови во Македонија се околу 4000 видови печурки. А габи, генерално, се очекува да ги има околу 10.000 видови. Ние до сега имаме, значи, нешто повеќе од половина регистрирано. И се уште интензивно работиме на тоа. Околу 200 вида можат да се конзумират, а за отровни едно 70 вида се помалку или повеќе отровни, од кои 20 на вида се смртно отровни. Науката веќе дала и одговор на прашањето зошто отровите им се потребни на некои видови габи. Генерално тоа е фактички врзано со опстанокот на видот. Значи да не биде конзумирана од некои животни, од човекот, сега човекот не е примен организам кој се исхранува со габи, меѓутоа главно да се штити организмот од тоа да не биде уништено плодното тело, бидејќи плодните тела се краткотрајни. Тие се развиваат еден краток период и за тоа време треба да спорулират, да пуштат спори, за да се возможи опстанокот на видот. Иако во некои лаички кругови се шпекулира дека отровите од печурките може да ослабат или пак да се уништат ако собраните печурки неколкукратно термички се обработат. Науката ги демантира, посочувајќи дека кај најопасните видови токсините се мощно издржливи на високи температури и други надворешни влијанија. Например, кај пупавките токсините се термостабилни, значи издржливи на висока температура и со варење не се уништува токсинот. Кај нас многу ретко кој јаде салата од габи. Некои токсини, како кај пролетните гиромитри, се уништуваат на висока температура, така да како варени може да се јадат габите, а како свежи се отровни. Има и такви случаи. Меѓутоа, кај пупавките токсините се термостабилни и воопшто не се распаѓаат со варење. Експертите велат дека најмногу грешки и најголеми трагедии се случуваат поради двојниците на шампиньоните. Тоа е ливадска печурка што се појавува во пролет, на лето и во рана есен. Бела е и лесно забележлива. Општо правило за распознавање на отровните печурки не постои, велат експертите, додавајќи дека единствен постулат кон кој што треба да се придржуваме е да не ги собираме ако немаме големо искуство и одлично познавање. Често пати луѓето прашуваат како да разликуваат отровна од неотровна габа. Нема начин како да разликуваат, бидејќи сите припаѓаат кон различни родови. Значи нема морфолошка категоризација како да ги разликуваат, бидејќи треба да се врши таа диференцијација во рамките на родот. Некои мислат дека ако е гризната печурката, сигурно се јаде. Например, ако е гризната од полжав, сигурно се јаде, што не е точно. Ние немаме ист метаболизам како полжавот. Има понатаму и други предрасуди. Ако промени боја кога ќе ја скинеш, тогаш е отровна, што не е точно. Некои видови и најотровните воопшто не менуваат боја. Па понатаму некои кажуваат сите што се зелени и црвени се отровни, другите сите се јадат, што не е точно исто така. Ако ја ставиш во вода, па ако потоне отровна, ако исплива се јаде, така да има многу предрасуди од кои ниедна не е точна. Експертите потенцираат дека определување на отровноста на печурките според менувањето на бојата при пресек важи исклучиво за вргањите и за ниту еден друг вид. Тоа што некои видови помодруваат, тоа важи само за вргање, тие менуваат бојата и тоа е една реакција на оксидација само. Значи не
воопшто нема никакви допирни точки со отровноста на видот. Меѓутоа, од тие над 20 видови на вргањи кои се во Македонија, 2 вида се токсични и тие помодруват. Така да тоа е многу добра индикација за лаици, тие што не помодруват, сите се јадат, нема токсични, а од тие што помодруват, некои може да бидат и токсични. Научниците даваат и неколку совети како да се направи основната разлика меѓу смртоносната пупавка и вкусниот шампињон. Да се замени со шампињон единствено може доколку се обира и се гледа само од озгора. Бидејќи ако се сврти веднаш од оздола и ако се видат белите ливчиња, кои кај шампињоните кога се млади се розови, тогаш замена не може да има. Фатална грешка би можела да се случи, иако величествената Аманита Цезареа се замени со незината сестра двојник. Опасната Аманита Мускарија. Еве неколку совети и за овие 2 вида. Од другите отровни видови може да ја спомнеме и мувоморката. Мувоморката е слична со јајчарката. Генерално, доколку бидејќи таа од озгора има бели крпици, тие може да бидат испрани од дождот и тогаш да настане замена со јајчарката. Тие се еколошки оддалечени, обично се развива во зимцелени и глодисни шуми. И доколку имаме мешана шума, значи ако имаме и дабова и борова шума заедно, тогаш може да се јават на исто место и да настане некоја замена. Разликите се во тоа што мувоморката секогаш има бела дршка и бели ливчиња, кои кај јајчарката се жолти. Мувоморката не спаѓа во смрт на отровни видови и доколку се конзумира во помали количини е халуциногена, не е смртно опасна. Во големи количини ако се користи и кај стари луѓе или кај деца, тогаш се познати и смртни случаи. Инаку содржи мускарин, кој што не е толку опасен токсин во споредба со другите што ги има во ровот аманита, фалинфалоидин, аманитин. Јајчарката тоа била првата позната габа што се јадела и уште се јаде. Че се работи за вид кој што се развива во дабови шуми и така се разликува од мувоморката по тоа што секогаш столпчето и ливчињата имаат жолта боја и има многу добро развиено чорапче. Прстенот е секогаш тука присутен. И покрај овие совети, ако сакате да тргнете во шумска авантура, во обид да пронајдете вкусни габи, немојте да ги јадете додека нивната исправност не ја потврди искусен познавач или стручно лице. Хименофората карактеристичен, исто како кај вргањите е пораст. И за самиот крај. Ако сретнете некој отровен вид, немојте да го згазите или да го уништите. Со тоа ќе се прекине нивниот животен циклус, а тие се важна компонента на целиот глобален екосистем. Бидејќи растапат бреза, се вика брезов дедо ги викаат уште.